прашањето на сурогат мајчинството или заменско мајчинство и така натаму, ја повеќе го гледам од аспект на поставување на прашање колку чини изнајмување на една човечка матка. Зошто? Затоа што би почнал од крајот, она што го иницира сето ова е всушност крајниот продукт кој што не беше плански насочен што да се прави и како да се прави. Во таа смисла не се работи, сурогат мајчинство не се работи само за комплексен проблем како таков, туку многу повеќе и како контраверзен проблем, затоа што од 1986 година, кога за прв пат медиумска јавност со тоа, и оние од другата страна, беше разбранувана и беа информирани со првиот случај каде што сурогат мајката си го зеде детето, не го остави на родителите кои што го порачаа во наводници и си замина од една во друга земја, во Соединетите Американски држави, па до денес тој контраверзен проблем отвара низа, цел еден серијал на прашања, почнувајќи од, да речеме, од она што секојаш било како предмет на етичка обсервација, тоа е каде е достоинството во самиот чин на човечко раѓање, до достоинството на мајката, дали е таа само орудие или само еден вид на инкубатор во кој што ќе сместите нешто за 9 месеци и требате да го дадете, подарете и така натаму, какви да се останатите правни формулации, туку и во делот на биоетичката проценка, која што многу повеќе се однесува во моментот на овој контраверзен проблем, многу повеќе се однесува на она што се нарекува мотив зошто се решавате за сурогат мајчинство, особено, да речеме, случајот со Македонија, кога имате доволен број на деца кои што можете да ги посвоите, па се до прашањето на непочитување на тоа достоинство, односно прашањето на условите во кои што самиот процес на сурогат мајчинство ќе се реализира, значи имате од една страна мотиви зашто тоа се решавате да го правите, па ги имате условите низ кои што тоа се извршува, се до начините на кои што истото ќе биде во завршна фаза, како такво изреализирано. И колку и да се чини хаотично кога се обидуваме овој контраверзен проблем да го разгледуваме етапно или полислојно, слој по слој, толку повеќе се отвара и една можна шема на толкување на контраверзноста, која што значи групирање на сите овие прашања во три низи. Првата и најзначајната низа која што се однесува и која што најмногу всушност прави да имате ваков облик на медиумска покриеност, заинтересираност за проблемот се до интересирањето на јавноста и стручната и лаичка јавност, тоа е прашањето на комерцијализација на услугата. Дали имате доволно човечки, пар екселанс, елементи во себе, да знаете кои сте, што сте и патот на изградба од човечко суштество до личност, за да носите издржани, добри, исправни морални одлуки, од друга страна дали ги имате сите, да речеме, доволно добри правни регулативи за почитување на тој договор, затоа што се работи и за инволвирање на трета страна, па се до психолошките елементи, биолошките елементи и така натаму. Тоа е првата група. Втората група се однесува на нешто што се нарекува морално недозволување на хетерономност на брачна заедница или единство. Значи немате сега само двајца, маж и жена или без разлика, маж и маж, жена, жена и така натаму. Сега веќе станува триаголник, четириаголник и така натаму, кој е донаторот на клетката, на сперматозоидот, кој е оној кој го презема детето, каква е таа заедница. Дали мажот, ако зборуваме за хетерогена брачна заедница на двајца, тогаш дали мажот веќе добива и втора жена? Во случајот онаа која што е сурогат мајка, која го носи. Дали е тоа дозволиво? Дали е тоа издржано? Дали е во крајна линија морално оправдано како такво? Да не зборуваме за сите дополнителни прашања кои што го обременуваат овој проблем во рамките на тој триаголник. Во случајот на четириаголник уште повеќе тоа се комплицира. Се до она трета група на проблеми кои што ја изразуваат комплексноста на овој феномен, кое што во крајна линија можете да го сведете како прашање на непочитување на дигнитетот
и на човечкото раѓање, меѓутоа и на самата личност. Односно на човечкото суштество најпрво, а потоа доколку израсне во личност и прашањето поврзано со мајката. Дали, да речеме во кратки црти, мајката е само инструментот, во смисла онаа корпа која што треба да пренесе нешто и тоа е тоа. Второ, голем број прашања се покренуваат во однос на тоа дали истото, сурогат мајчинството го правите само заради определена финансиска придобивка. Ако е така, тогаш го унижувате значењето на детето на ниво на предмет. Имам нешто од себе кое што ќе го дадам, наплатам, подарам, не е важно, ќе го дадам од себе заради нешто друго. Значи, веќе прагматистичкиот елемент треба да биде разгледан, утилитаристичкиот во едни пошироки рамки, за да се види кој е вистинскиот мотив. Така што овие три групи малтене добро ја групираат, односно добро ја формираат таа слика, ја представуваат таа слика, ја скицираат таа слика на комплексноста на овој проблем, за кој што уште повеќе во годините кои доаѓаат ќе се дискутира, затоа што ако претходно нешто што беше проблем, и тоа дефиниран како морална инвазија во човечката репродукција, да речеме прашањето на абортусот, дали мајката има право на глас да одлучува за нешто што таа во себе го носи. Каде е улогата на таткото или онаа другата страна, каде е улогата на околностите за животот, против животот и така натаму. Сличен таков проблем сега се надоврзува и во прашањето сурогат мајчинството, таа морална инвазија на човечката репродукција, каде што треба да знаете точно што, кој, каде и како, и во таа смисла ако се зборува, а треба од ниво на такво табу, да се зборува насекаде и отворено, веќе доаѓаме во сферата на човечката репродукција, во сферата на сурогат мајчинството, каде што во годините кои доаѓаат, многу значајно ќе биде прашањето што доколку мајката се замени со инкубатор. Значи, ако ние сега проблемот го поставуваме на ниво да мајката биде инкубаторот всушност, односно сурогат мајката е она која што го донесува на свет тоа дете, Европска Унија веќе почнува да говори дека и тој елемент во целиот процес ќе се замени многу брзо со развојот на медицината и така натаму, што наместо мајката ќе го имате инкубаторот. Од моментот на зачнување до моментот на раѓање, како што е сега опфатен. Тогаш се ќе се изведува во епрувета, се ќе се изведува во инкубаторот, тогаш веќе човечкиот фактор не ќе биде потребен. Ако човечкиот фактор не е потребен, зошто на човекот му е потребен човекот? Значи имате голем број на и екзистенцијални, ама и есенцијални прашања, кои ги поставуваме само низ примерот, да речеме, на сурогат мајчинството како такво. Упатно е, после 2000-та година, ми се чини 2010-та, излезе еден сјаен документарен филм на Дженифер Лахал, која што е председателка на Друштвото за биоетичка култура, токму на оваа тема за сурогат мајчинството и за спектрумот на контроверзии кои што ги отвара ова прашање, давајќи еден убав приказ и на онаа што е про и на онаа што е против во конкретниот случај, но и со можни разрешници што понатаму. Не дека ќе дојдеме до финално решение кое што ќе биде пред се универзално прифатливо за сите и не дека воопшто и би дошле до некакво посериозно во дадени околности решение, затоа што се работи за прашање за кое што треба да се размислува и секојаш треба нови и нови решенија во однос на значењето на човековата личност како таква, да си ги поставуваме. Затоа што, пазете, етиката не е готова рецептологија како медицина. Нели, глава ме боли, напијте се кафетини, ќе ви помине. Туку идејата критички да ве насочи кон можни солуции на еден даден проблем, односно да ве опреми со доволен материјал сам по себе, за да, користејќи го во текот на изобразбата, се изградите во личност и носите добри, квалитетни, издржани пред се морално-етички одлуки. Мислам дека